сте? Добар се. Од состаноци претпоставувам дека и урбаното зеленило беше дел од темите. Секогаш е дел од темите затоа што еден град како што е Скопје и заради загаденоста од една страна, ама и заради подобрувањето или разубавувањето на околината во која што живееме, не може да нема ден каде што тема е урбаното зеленило. Според статистиките до кои што успеавме да дојдеме од институциите на Македонија, 12 метри квадратни по глава на жител во просек има во Скопје, па и другите градови од Македонија. Зборуваме за зеленило. Европскиот стандард се движи некаде околу 25 метри квадратни зеленило по глава на жител. Може ли Скопје да го достигне ова ниво и дали вие сте задоволни од моменталното зеленило во главниот град? Значи, делот кој што мора да се има предвид е дека последниве десетина години имавме сериозно вулгаризирање или насилство врз градот на сметка на зеленилото. Особено во делот на малиот ринг. Сега веќе некои од заборавени, да ги речам, зеленила на самиот плоштад, каде што сега се гради хотел. Имавме прекрасно мало паркче. Карши Стара железничка со специјалци каде што ги брка луѓето што го бранеа таму паркот со цел да се изградат. Сега мислам дека е таму агенција за електрокомуникации или како веќе се вика АЕК. Еден прекрасен булевар, сегашен Климент Охридски, поранешен е со фантастичен дрворед и по многу стандарди, смислени, изграден пред 50 на 60 години. И сето тоа идеше на сметка на згради, на сметка на условно кажано профит нелегитимен од аспект на животната средина. И тоа градот го чинеше многу, без при тоа да се има паралелно развојни компоненти. И зеленилото има животен век и да, треба да се отстранува и заради безбедноста на луѓето од една страна, меѓутоа од друга страна, ако тоа не го прати еден паралелен процес на уредување, на подигање на нови зелени површини, тогаш имате состојбата просечна која што ја има во овој момент нашиот град, за жал. Заради тоа, да речам, сериозно и интензивно се обидуваме во овие 10-11 месеци да ја подобриме таа слика и јавноста веќе дел знаат. Сериозно зголемивме количеството на дрва во пролетниот дел, сега влегуваме во делот од сезонот од годината каде што повторно ќе може да се сади и очекувам дека нови 8000 дрва до крајот на оваа година ќе засадиме како град. Одлично, може разговорот да го продолжиме тука на клуб. Периодов граѓаните се негодуваат дека повторно има сеча во Скопје. Сеча на дрва, споменав, не може да нема. Значи, дрвото има животен век и дрвото е функционално и е добро, се дека не почне представува една опасност. Тоа не го отврдувам нити ја. Затоа и очекувам дека не би требало да го утврдува и било кој друг, освен надлежните. Моја работа, моја должност е, како што кажав, да подигаме нови зелени површини таму каде што ги нема. Меѓутоа и сериозно влеговме во делот на урбанизмот да ги попречиме општините, да кажам, да планирањето биде нехумано. До сега имавме една пракса дека ни се планираше на принцип нацртај ми оде маркица. Сега тоа го избегнуваме, градот сериозно застанува како кочничар на таквиот вид на планирање, што не значи дека не треба да има градби во градот, меѓутоа тие градби треба да се соодветни на определени стандарди за да можеме да кажеме дека имаме квалитетно, хумано и европско живење. Најавивте за зеленување како хоризонтално, така и вертикално. Еден од проектите е покривот на градскиот трговски центар. Значи дел од средствата ги префрливме веќе до UNDP. Некаде градот треба да префрли околу 30 на милиони денари согласно тој договор и очекувам дека таму консултантот во UNDP веќе си ја води постапката и дека ќе можеме веројатно до крајот на годинава, меѓутоа сепак е постапка, да не се зијаме за збор, да влеземе во почеток на зазеленување на
рамниот кров на градски трговски центар, што за централното градско подрачје за Малиот Ринк има сериозно значење. Скопје зелена предстолнина е еден од проектите кои што ги најавивте исто така во вашата изборна кампања. Тоа очекувате да се случи до 2021 година? Значи до 2021 сигурно ќе аплицираме. Наша цел е да ги доловиме стандардите, бидејќи таму на крајот на денот, ако ја погледнете таа апликација, се бара да се види колку пати е мултиплицирана состојбата која што сте ја затекнале. А тоа нешто сум убеден дека ќе успееме да го постигнеме и да го достигнеме, иако зелена престолнина не подразбира само и садење на зеленилото, туку подразбира и малку поинаков или здрав начин на живење, зашто мислам дека сите ќе требаме да смениме малку од нашите навики на живење, од односот наш кон отпадот, кон комуналниот отпад, до навиките, на начинот на кој што, да речам, луѓето го фрлаат ѓубрето, од една страна, од друга страна, што е тоа што ние како град ќе го направиме и ќе го презееме за да подобриме состојбата со амбиенталниот воздух, нема да се реши целосно. Нема да се реши целосно, меѓутоа многу е битно дали воспоставувате стратегија која што на среден рок ќе го даде резултатот. Јас ќе бидам многу среќен ако Скопје 5 или 6 години од сега, без оглед кој ќе биде градоначалник во тоа време, ќе може да се пофали дека има преполовина загаденоста на воздухот, што исто така е дел од здравото живење. Инвеститорите кои во овој момент па и понатака ќе градат во Скопје, ако не се лажам, споменавте дека за секој исечено дрво ќе треба да посадат најмалку 2. Па тоа беше за гасоводот во Водно, кај што направивме една сериозна полза за градот Скопје, без оглед што навистина Водно е сензитивна тема. Јас со тој проблем живеам од ноември месец минатата година, па ги инволвирав и граѓанските организации и некаде дојдовме до определени компромиси, меѓутоа се уште не е до крај е даден пасот да се помине низ гасоводот низ Водно. Прв пат, после се што на Водно му се има случајно во изминативе 3 децении, градот добива средства за санација на трасата, односно ревитализација на просторот каде што ни се движи гасоводот. Добивме 1 милион евра за пошумување на Скопска Црна Гора, која што сите некако ја забораваме, освен што така Морничево Стајковци не подсети на нејзе пред 3 години. Потоа добивме 1 милион евра за булеварското зеленило, 60 милиони денари тие што ги споменав. После 30 години за прв пат некој проговори, да речам, јас по разговорите и преговорите со владата успеав да го обезбедам за нашиот град, тоа се зелените коридори на реката Лепенец и на реката Серава. И многу битно за мене и мислам за иднината и на градот е дека двата бисера градски, Водно и Матка, конечно ќе добијат законска заштита. За крај само во една реченица. Ботаничката градина во Карпош, која што беше најавена, и ревитализација на парк Шумата Гази Баба. Парк Шумата Гази Баба интензивно се работи. За жал, пристапите кон таа парк шума се можеби за нијанса лоши, тука ќе треба да се интервенира, инаку само по себе таму веќе се превземаат во смисол на зеленилото, меѓутоа и во смисол на поставување на опрема што ќе направи поатрактивна за движење на граѓаните. Тоа е една соработка што имаме со општина Гази Баба. Тоа е ongoing проект кој што ќе се имплементира и ќе го промовираме во јавноста. Напоменав дека во третиот дел кој што го урбанизиравме или го предвидовме постоењето на третиот дел на градскиот парк е предвидена и ботаничката градина, така што очекувам дека набрзо ќе влеземе во имплементација на таков еден условно кажано капитален објект од аспект на тоа што тоа навистина може да му даде содржина на самиот град и од една страна, од друга страна да постане таква атракција со која што ќе може да се гордееме. Градоначалник, јас ви благодарам за разговорот.